Подобри услови за пациентите и за медицинарите. Новиот клинички центар кој планира да го гради владата значително би го подигнал нивото на здравствени услуги. Сегашниот клинички функционира како разбиен систем со одвоени клиники без интеграција. Ова создава сериозни проблеми како дуплирање на опрема и услуги, неефикасна работа, транспорт на пациенти, па дури и најтешки болни со колички пулици помеѓу објекти на дожд, снег и сонце. Со новиот клинички центар планирано е да се стави крај на ова безредие, пациентите да не чекаат за дијагностики и операции и да се третираат по сите стандарди. Докторите велат дека ова е најголемата придобивка во македонското здравство, што ќе биде од голема важност за сите. Тоа значи пред се работа во нов посовремен објект, работа со нова дијагностичка опрема, современа опрема, која што ќе признаеме дека постојаното репарирање, односно обновување на стара дотрајана опрема и tekako има големо влијание врз резултатите нели од дијагностиката така и пациентите. Лекарите додаваат дека новите интензивни оделенија, новите операциони сали и централизацијата во лекувањето на пациентите е навистина еден голем чекор во здравството. Со новите услови ќе се намалат и листите на чекање на пациентите, но ќе се намали и бројот на пациенти кои бараат лекување надвор од државата. Воедно ќе има подобри услови и подготвеност и за студентите и за специјализантите. Ќе признаеме дека и може би индиректно со работата во такви посовремени услови за работа би ја вратила довербата во македонските доктори, односно во македонското здравство, кое што во последно време е намалено, но исто така би се намалил и одливот на нашите колеги во странство. Инаку владата новата локација кај Борис Трајковски ја гледа како најсоодветна за нов клинички центар. Се планира со подземни тунели под Илинденска да се поврзе со болницата 8 септември, 5 центарот и поликлиниката Букурешт. Дополнително властите планираат да го намалат притисокот врз клиничкиот центар во Скопје, па затоа се стартува и со реконструкција на болниците во Тетово, до изградба на клинички центар во Штип и изградба на нова болница во Кичево.